Почитувани граѓани, почитувани новинари. Злосторничката група на полицајци на Заев и Спасовски изрекувала измислени казни, принудни запирања и правеле списоци за гласање за СДСМ. Денес повторно продолжуваме со нови скандалозни сознанија поради кои отворено се сомневаме дека била раководена од министерот Спасовски. Кире Китановски, кој е човек на Оливер Лукаревски, советникот на Оливер Спасовски, а на кој подреден му бил командирот на ОВР Прилеп, на ден по изборите на 17 октомври до припадниците во групата. Извршители на политички притисоци напишал: една битка е изгубена, ама војната не е изгубена. Ние како постари стоиме зад вас за се што треба и понатаму. Централната власт е наша. Воедно, во истата група, припадник на МВР повикува за отворање на штаб на СДСМ. Имаме отворено сомневање дека истата структура на злосторничко здружување на партизирани полицајци е пресликана и во Битола, Радовиш и Охрид. Еве ги деталите од новите сознанија. Кире Китановски, кој е човек на Оливер Лукаревски, советникот на Оливер Спасовски, пишува: добар ви ден, дечки. Ај како постар да ви кажам нешто. Една битка е изгубена, ама војната не е изгубена. Главата горе. Бидете помотивирани, покажете сплотеност меѓу вас, поголема дружба, соработка, се уште сте на власт и ќе останите. Локалната нема врска со вашите позиции. Ние како постари стоиме зад вас за се што треба и понатаму. Продолжете храбро, гордо и вчерашниот ден да ви биде поголем мотив. Дадовте се од себе и јас лично сум горд на сите вас. Одиме понатаму. Од оваа порака станува сосема јасно дека тој е директно надреден на групата, а тој му одговара само на Оливер Лукаровски. Второ, станува јасно дека станува збор за свесно ставање на полицијата во партиски цели и ветување за позиции во рамките на полицијата, што се гледа од делот каде вели дека нивните позиции остануваат и покрај смената на локалната власт. Трето, Китановски вели дека злосторничката група продолжува да функционира и после изборите и дека истата ќе продолжи со истите методи на делување, што се чита од делот дека битката е изгубена, но војната не е. Во вториот допис, испратен од Емилија Велковска, началник на надворешната канцеларија за криминалистички работи, кој го објавуваме, стои покана до полицајците за посета на промотивниот штаб на СДСМ. Денес, во 18 часот е отворањето на централниот промотивен штаб на градскиот плоштад. Истиот од лани до пицерија Уно. Се гледаме во 18 часот. Го повикувам јавното обвинителство да не чека, да ги викне Кире Китановски, шоферот на Оливер Лукаревски, Дарко Цуцуловски, командир на ОВР Прилеп, Емилија Велковска, началник на НККР, Трајан Комиција, командир, Стефан, гранична, Давор Пасковски, БПС, Мелита, ПС, Невенче, администратор, Коста Талески, ПС во дежурна, Венко Илиевски, БПС, Валентин Димовски, БПС, Жарко Цуцуловски, БПС, Андреј Дуковски, БПС, Стефан Кучкарот, БПС, Борче Црнески, БПС, Ванеса Колашинац, заменик командир на ОВР Прилеп, Анастас Паризо, БПС, Игор Божиновски, БПС, Мајор Мачорот, БПС, да земе изјави од сите нив, да ги земе нивните телефони и да изврши вештачење на истите. Тоа мора да биде направено веднаш. Во спротивно, постои основано сомнение дека ваквата група може да продолжи со своите криминогени активности. Од досега објавеното, гледаме дека оваа група била користена за разни активности против ВМРО ДПМН, против граѓаните, против слободните избори и нормалното функционирање во изборниот процес. Затоа Спасовски и Заев треба да кажат и дали зад нападот на новинарската екипа во Прилеп стои и е под закрилата на насилниците од злосторничката група полицајци на Заев и Спасовски. Вистината ќе излезе на виделина. Според наши сознанија, кои доаѓаат од терен, а се сведоштва на лица инволвирани во оваквите активности, кои не сакаат повеќе да изслужат на злосторничката група. Вакви групи има и во Охрид, Битола и Радовиш. Јавно ги предупредуваме злосторничките групи од Охрид, Битола и Радовиш да не се осмелуваат да шиканираат, малтретираат или да ги тепаат граѓаните. Ве знаеме и сите до еден ќе одговарате за секоја нерегуларност и криминал. Ви благодарам на вниманието.